Овде сме во село Варош, а ова е куќата на Петре Николев од Тројаци. Нашата фамилија, а Петре е таткото на Ѓорчета. Ѓорче е тука израстен, Ѓорче тука учи, горе во манастиро Свети Арангел. Таму е било само ќелино училиште, но за късмет на Ѓорчета, на времето, првото световно училиште се отвора во Прилеп и тој напушта ќелиното училиште и се префрла во Прилеп. И секој ден од Варош до Прилеп оди пеш, тоа било 15 минути. Ова било отделно село и свршува Ѓорче четврто одделение во Прилеп и први клас прогимназија. Кога бил ученик и свршил први клас гимназија во Прилеп, Ѓорче слушнал оти во Прилеп дошол некој си Димитар Ризов, многу богат трговец од Битола, драгоман на рускиот консулат во Битола и влегува во врска со него. Оти Ризов дошол во Прилеп да зема ученици и да ги носи во Битола, бидејќи во Битола немало таква школа како што имало во Прилеп. Тоа е било од завис, Битола голема, да нема таква школа како што има Прилеп, Тутунарскиот центар. Влегува во врска и Ризов му обеќава да ми најдеш ученици за втори клас. Тие ученици што свршиле први клас по гимназија во Прилеп. Ѓорче му обеќава, јас ќе ти најдам колку души? 20 души. Во кој влегува? Во кој влегува и Ѓорче. И така се договарат со Ризов. Ѓорче му најдува 20 ученици и есента, септември, тргнуваат во Битола, одат таму. Меѓувремено, Ризов дошол Прилепската црковна општина да ја моли да ја наговори татковците, да ја пуштат децата што свршиле први клас во Битола, за да може таму да учат бесплатно. Ризов како трговец има повеќе пари, отвора и пансион за децата. Значи учењето било бесплатно. Одат во Битола, една година таму учат, но меѓувремено дошло во Прилеп известие од екзархијата од цариот и се одобрува на Прилепското училиште да се отвори и трети клас. Сега Ѓорче треба да наговара своите другарчина кои наговарал во Прилеп, ајде одим во Битола, а сега пак треба да ги наговара од Битола да се вратат во Прилеп. И се враќат. Значи, Ѓорче свршува втори клас во Битола и трети клас се враќа во Прилеп, продолжува трети клас. Ѓорче имал тоа щастие, тоа среќа, кога бил во Битола, слушнал оти во Солун имало гимназија. Неговото желание било да продолжи образованието, да не остане со трети клас. И го моли Тодор Кусев, еден многу познат во Прилеп, тога и подоста станува Методи Кусевич владика и помошник на екзархо во Цариград. Тодор Кусевич му обештава и му издействал од Прилепската црковна општина една мала стипендија за да може Ѓорче да продолжи образованието во Солун. И на вистина, Ѓорче тргнува, оди во Солун. Во Солун свршува четврти клас, пети клас учи, со отличие,
за да оправдае своята стипендия, но и големо желание имал за да учи. Дедо ми Петре сака от двата сина да направи търговци. Татко ми Спиро останал кај татко му. И работат заедно. Кога дошъл Ѓорче, свършил школата, татко му настојува да остане и той во Дукено. Добро, ма Ѓорче ни да чуе. Нејки, той сака да учи. Наклонно, специално за наука, не за трговија. Ѓорче, шом свршил основното образование, татко му го зема на Дуќан да работи како бакал. Добро, ма Ѓорче не е по душа бакал, ами тој сака да се чита. Дојде некој муштерија да се купи сол, пипер, шекер, тој ќе му мери и наеднаш си зема книгата, продолжил да се чита. Татко му недоволен од тоа. Тој сакаше од Ѓорчето да створи трговец, а овај сака само да чита. И така неспоразум имаше меѓу татко и син. Срцето на Ѓорчето го тера да учи, да чита, а татко му сакаше од него да створи трговец. Не успеа. И при една прилика Ѓорче побегнува од бакалницата, оди да учи потаму. Покрај редовното училище, Ѓорче отвара во Штип и вечерно и неделно училище за возрастни луѓе со цел да подигне нивниот национален дух за ослободување на Македонија од робство. За таа цел Ѓорче им предава
по географија и историја на Македонија и запознава со многу работи и им објаснува поимот слобода како е. И на свој начин, на практичен начин, им објаснава поимот слобода на вака. Тој кажа, вика, вие кога одите вечерно време со запален фенер по улици, за да бидете обележени, секој да знае. А кога мини некој турчин навечер, никој не носи фенер. Тоа е слобода. Друг пример. Касарната во Штип се правела исклучиво од рајата, од штипјани. А турците само гледали. Тоа му давало повод на Ѓорчета да им кажи видите што значи слобода. Тоа значи ние, македонците, сме робови, а турците само гледат, тие се господари. Зарем ние не можеме да си уредиме нашите работи и сами да се управляваме? На тој начин Ѓорче објаснува со конкретни примери што значи слобода. Со таквото одржание Ѓорче изгубува своето положај како учител во Штип и го напушта. Еден пазарен ден, и јас бев надуќен кај татко ми да му помогам. За моје најголемо очудување, влегува еден офицер, се поздравува со татко ми и право влегува во бавчата. Татко ми само со мимика на калфата му вика како друг пат да го послужи таму. Му става столче, едно заседи, друго, а тој е шефот на жандармеријата во Прилеп, некој си Ајдар Ефенди. Ајдарот, по стар обичај, си седнува на другата столица мезе, си изедува мезето, си испива ракета и си излегува. При излегувањето, јас просто останав очуден. Шо барав турски офицер во крчма да влегува и тоа познат со татко ми. Оти јас бев со уверение, оти турците по религиозни причини се откажуваат да пијат алкохол. И го прашам татко ми. Што бара тој? Ај гледај си ти работата. Тоа не е твоја работа. И јас ја затнав устата. Гледам муштерите полни и си отидов. Се сврши тој ден. Еден друг ден, татко ми кога го видов порасположен, ама дома не надуќен, викам, тате бе, кажи што значеше тој турчин внатре, а јас потајно го посматрам, што прави таму. Тој си пие ракија. Како така? Рече синко, ела седни до мене, јас ќе ти кажам. Таму пред толку муштери, јас не можам да ти кажам. Ајдар Ефенди беше пријател на Ѓорче, на брат ми Ѓорче Петров. Меѓу другите пријатели Ѓорче се умел да се запознае со тамошниот инспектор на жандармеријата, а тој е Ајдар Ефенди. Пријателството оди до таму, што многу интимни стануваат. И едниот и другиот си има своји потајни мисли. Едниот мисли Ѓорче, од изворно место ќе чујам нешто од Ајдарот. Ајдарот сигурно и тој ги мисли, па код Ѓорчета даскал. Ѓорче под даскал се разбирало комита. И така, со потајните мисли се сближуваат. И до таму оди пријателството што си одат на гости. Едниот ќе му оди кај другиот, друг пат другиот, но секој пат унапред закажано. Во толку и толку сато ќе ми дојдеш Ѓорче Ефенди. Или па Ѓорче ќе му каже Ајдар Ефенди, во толку сато ќе ми дојдеш.
во куќата и кај едниот и кај другиот се точи ракија. Нека напоменам, Ајдар Ефенди е руски воспитаник. Тој изгледа таму се научил да пие, ама не да се опие, да се тркала, ами така, мераклиски да се напие чашка две. Добро, еден ден, никој пат, заборав да кажам, никој пат на улица не оделе заедно. Само ќе се поздрават по разбирливи причини. Еден ден, Ѓорче како што седал дома, Ајдарот му оди многу рано дома и Ѓорче се изненадува. Без закажан застанак, Ајдар ојди, има нешто, си мисли Ѓорче. И излегува, го дочекува љубезно, бурум, седат, ракија, пијат, ама Ѓорче забележува некакво неспокојство кај Ајдарот. Има нешто. Со странични прашања, проба да дознае, Ајдарот ќути, не кажува. Се друго зборува, ама не е за оно што го интересира Ѓорчето. Ѓорче сипа поеќе ракија. Пак и едно и другиот пијат. По едно време Ајдарот, сигурно под влијание на ракијата, му кажува: Ѓорче бе, ај гид Бурдан, бегај од Битола. Овај се стресна. Праша зошто? Ќути. Пак ракијата се точи. Пак пијат. По едно време Ајдар Ефенди ефектиран станува: абе Ѓорче, јас имам наредба да те оапсам. Пријател, може ли да се оапси? Бегај. И тога Ѓорче разбрал што е работата. А то се случува во времето кога го фаќат Дончо Шепјанчето со бомбите во Оризо. Во тоа време сите што биле сумниви во Битола, турската власт и уапсува и го праќа управата Ајдар Ефенди да оди кај Ѓорчето да го уапси. И тој убаво го уапсил. И Ѓорче избега. И известно време Ѓорче оди во куќата кај што седи, на газдарицата и кажува: јас мора да напуштам Скопје, Битола, без да каже причината, и ја моли да оди во школото, докаже оти Ѓорче избега, отиде не знам каде, нема да дојде во школото. Известно време во Прилеп се крие при наши роднини. Кај нас куќата била сумнителна на Ѓорчета братот, тука име очите тие пазат. Се крие неколку дена и по тајни патишта напушта Прилеп за секој пат и Македонија и оди во Софија. После Индеското востание, архивата од Ѓорчета, од Битола, била префрлена кај нас дома. Јас ништо не знам. Татко ми ја скрил и така стоела при нас. Добро, во обезоражувањето на 1908 година, прилепското население беше истерано надвор од градот и собрано на едно место. Сите сумнителни лица што било кој се бавел со восстанието, тие комитските работи, беа толку многу тепани да просто наведенце. А тоа беше сигурно
да влият страх на населението. И наистина татко, всичко се свърши той ден, татко ми другият ден седи дома, вика: синко, утре ти да ми помагаш, имаме едни книги да изгорим от чичко ти. И како сега се сеќавам, беше во еден сандак, две сандачини од газјај, дрвени, наполнени книги. Какви, што, ништо не знам. Многу жалам оти изгоревни. Изгоревни помалку, татко ми гори, јас горам, за да не излези голем чат и да се види, оти ние правиме нешто неправилно, нешто криеме. Така горевни неколку сати, дори се сврши цялата работа и се сврши и со архивата на Ѓорчето. Во 1913 година отидов во Софија да си продолжам моето образование. Татко ми испрати кај чичко ми Ѓорче и по адресата јас го најдов дома. Се изненадив кога го видов и ми направи големов печаток. Јас си замислив со брада, со ова, ама Ѓорчето го најдов само со мустаки, без брада, со високо чело, очи со благ поглед, глас убедлив, мелодичен, и ме дочека многу убаво. Но тој немаше доволно особи, живееше во две собичина и ме зеде, ме однесе кај тетка ми, кај сестрата на Ѓорчето, Ката, таму да живеам. Од време на време, јас одев кај чичко ми. Било наручек, било на вечера, но секој пат најдував многу свет кај него. Тоа беа неговите соработници. Тој надвор од својата земја води енергична и непомирлива борба против надворешните посегања во револуционерното дело на македонскиот народ, особено со агресивниот аспиратор со бугарскиот врховизам. Тие не можејќи да го убедат и да го спрешат во нешто, посега на неговиот живот. За смртта на Ѓорчето дознав јас во куќата на тетка ми, таму бевни. И јас како најмлад истрчав и во куќата во Ѓорчето што да видам полно свет, но од нашата рода никој. После разбрав оти биле негови пријатели. Од нив разбрав причината зашто е убиен Ѓорчев, кои се духовните убици. И стрина ми тогај со полни очи солзи ми кажа: дури сега разбрав, оти ние изгубил еден голем човек. После убиството, поворката тргна од периферијата, од Гробарска улица, кон
центарот на Софија и во црквата Света Недела беше опелото на Ѓорчето. Таму се наполни црквата, па и надвор целото место беше преполнето од негови почитатели. Се искаче неколку души, говоре говор проштален со Ѓорчета. И шом се сврши таа работа, то опелото се сврши, тргна. Еден во домене дојде и ми вика: слушај, убиците се тука, присутни. Мене ме револтира то. Станав и му викам: Чичо Ѓорче, јас ќе си одмастам, еве убиците тука се. Поворката тргна кај гробишта, долга, жалосна. Кога отидовне на гробишта, поново други се јавија да говорат, да се опростуват од Ѓорчета. Меѓу другите се јави и Јордан Чкатров од лагерот на врховистите. Но Ковачев со сила го смакна долу и не му даде да говори. Погребот беше многу тажен. Со болка во срцето, народ се простуваше за последен пат од големиот борец на Македонија. В 1921 година јас отидов во Германија да продолжам моето образование. Таму друга средина, друга култура и ми направи најголемо печаток што луѓето знаат да ценат своите заслужени луѓе. Видов споменици, видов плакати, плочи на џидишта, што се станало, споменици. И тогаш се роди кај мене идејата и јас можам нешто да направам. Ние сме совсем останати, кај нас нема такво нешто. И јас да се обирам кој ќе се вратам. За Ѓорчета. Враќајќи се во Прилеп, првото што беше архива, книги што има на татко ми превртев и се што беше во врска со Ѓорчета, го зедов. Ке роднини, кај што видов портрет на Ѓорчета или писмо, поздрав, честита нова година или што да е, сето го собрав. И сите тие документи и однесов и предадов во Историскиот архив на Македонија.